Останете на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро на последниот ден од годината, ги следите вестите во ОС. Одбројувањето почна, денеска ја испраќаме старата, ја дочекуваме новата 2026. Плоштад од Македонија ќе биде центар на прославата на новогодишната ноќ во Скопје. Оваа година нема да има огномет. Одбројувањето влегува во завршна фаза. Граѓаните се подготвуваат за најлудата ноќ. Плоштад Македонија ќе биде срцето на новогодишната прослава, место каде се очекува голем број на скопјани со греено вино да ја дочекаат новата година. Екипата на Сител утрово направи обиколка низ Скопје. Ги прашавме граѓаните какви им се плановите. Најголемиот број од анкетираните ни одговорија дека утре вечер ќе останат во кругот на семејството во домашна атмосфера, но граѓаните се пожалија. Цените во маркетите се високи, а платите исти. А дека славите нова година? Во домашна атмосфера дома. Со најблиските? Со најблиските, со семејството. Па, према условите дома. Are you celebrating the New Year's Eve here? Yeah. What are your plans for tomorrow's evening? I think we stay here. In the main place, yes. Какви се цените во маркетите? Па покачени се, да, покачени се. Ама сепак ќе се снабдиме. Недопирливе. Ова е нешто невидено. До сега вако поскапување немало. Минимални се пензите, малку се не стасуваат, трошкови се големи. Нова година, но сепак стари и скромни желби на граѓаните. Моите новогодишни желби прво да сме здрави и живи. Да имаме слобода, убава да се сакаме, да се почитуваме, тоа е најбитно. Што сакаш ти од Дедо Мраз оваа година? Бајбка. Една книга. На плоштад Македонија веќе се прават последните подготовки за најлудата ноќ. Настапат најголемите македонски музички звезди. Централната прослава стартува во 20 часот со Миле Кузмановски. На сцената ќе настапат и Огнен Здравковски, Дина Јашари, Кукулеле, Паја Килара. Посетителите на плоштад Македонија ќе ги забавуваат и звездите Тамара Тодевски и Каролина Гочева. Два бона заедно со публиката ќе ги одбројуваат последните секунди од 2025 година. Во меѓувреме институциите се со полни рад за работа, инспекторите се на терен. Дежурните екипи на итната медицинска помош ќе бидат постојано достапни за граѓаните. Од Министерството за внатрешни работи со апел до граѓаните: не пукајте петарди, не возете пијани и да не се претерува со алкохолот. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните за време на новогодишните празници, како и за време на новогодишната ноќ, максимално да се воздржат од употребата на пиротехнички средства. Петардите не се играчка, нивното користење е строго забрането, а празничното пукање со петарди може да биде исклучително опасно по животот и здравието. Оваа година нема да има организирано огномет од град Скопје. Габриела Лескова, Сител телевизија. Во тема на денот во дневникот на Сител гостуваше Александар Спасеновски, кој зборуваше што може да се очекува во новата 2026. Во 2025 професора неочекувано станаа блокирани евроинтеграциите, но се роди одредена надеж дека, како што најави самиот премиер, кон крајот на годината, почетокот на следната, под покровителство на најмоćните земји членки на Европската унија, може да се интензивираат разговорите со Бугарија. Се чини дека и оваа надеж пропадна со политичките случувања во нашата соседна земја и веќе известните избори двојни кои ќе се случат таму. Значи ли тоа дека во 2026 не може да повлечеме со нас надеж дека нешто ќе се деблокира или случува на овој план? 2026 година и од аспект на оценките поврзани со други настани, така и во однос на европските интеграции, можеме да оцениме како година на разврска. Во 2026 година ќе видиме на кој начин ќе се одвива, ќе се динамизира или ќе се успори процесот на европските интеграции. Она кое што сакам да го кажам за европските интеграции е една почетна премиса дека тоа представува проект кој што е подеднакво важен за сите политички партии, за оние од власт и за оние од опозицијата. Европските интеграции се проект за чие остварување, за чие резултати досега подеднакво дале свој влог и партиите од власт и партиите од опозицијата. И од таа смисла сосема исправни со очекувањата ваквиот тип на ангажман да продолжи во текот на 2026 година. Од аспект на предизвиците со кои што се соочуваме на патот на европските интеграции, нив можеме да ги поделиме на два дела.
Едни поврзани со нашите внатрешни прилики и други врз кои немаме посебно влијание, но тие имаат директен одраз врз динамиката на текот на европските интеграции. Над 600 килограми храна е уништена поради изминат рок, несоодветно чување или сомнително производство. Во фокус на Агенцијата за храна и ветеринарство се операторите кои организираат предновогодишни и новогодишни прослави. Проведени се вкупно 423 надзори во гостилници и ресторани и 228 вонредни контроли кај оператори со храна. Кај неколку оператори беше најдено небезбедна храна и храна со поминат рок. Утврдено беше несоодветно складирање и селектирање на храна, нередовно ажурирање на записите за добра хигиенска, добра производствена пракса и ХАСАП, неспроведена дезинфекција, дезинсекција и дератизација во објектите, како и неземени мостри од храна. Изречени се 60 парични казни во вредност од над 33.000 евра во денарска противвредност за операторите и одговорните лица во нив. Акцент во овој временски период беше ставен на операторите кои што организираат предновогодишни и новогодишни прослави и во месарниците, месарници, соработилници, рибарници и други специализирани продавници за храна од животинско потекло, каде периодов има поголема изголемена побарувачка и потрошувачка на храна. Со 21 милион евра заем од ЕБОР државата ќе купува 5 електрични локомотиви за подобрување на транспортот на стоки во железницата. Со новата флота од 5 локомотиви и постојаните 4 понови целосно ќе може да се покрие карго превозот, а дел од нив може да се користат и во патничкиот сообраќај. Со 21 милион евра заем од ЕБОР државата ќе купува 5 електрични локомотиви. Подпис на договорот беше ставен денеска. Целта е поголем транспорт на стоки, а со тоа и повеќе пари за железници и транспорт. Просечната старост на дизел локомотивите е над 60 години, а на електричните над 40 години. Тоа не е одржливо ниту економски, ниту безбедносно, ниту еколошки. Затоа целта на оваа набавка е јасна и недвосмислена. Да се зголеми бројот на расположиви локомотиви, да се зголеми капацитетот за транспорт на стоки и со тоа да се зголемат приходите и финансиската стабилност на МЖ транспорт. Паралелно со ова сакам да информирам дека се започнати градежни работи за линија 1 со вредност на договорот од 360 милиони денари. Ова е оној така наречен градски воз. Проектот предвидува целосна реконструкција и надградба на постоечката траса, што ќе значи побезбеден, побрз и поефикасен железнички сообраќај. Со новата флота од 5 локомотиви и постојните 4 понови, целосно ќе може да се покрие карго превозот, а дел од нив може да се користат и во патничкиот сообраќај. Ова е многу значајно, особено за коридорот 10, кој што треба да расте во годиниве кои што се пред нас, како и за коридорот 8 кој што го развиваме во овој момент преку инвестиции во инфраструктурата. Се одиме кон потешкиот дел, тоа е да успешно се спроведе оваа набавка. Се надевам дека до март месец во соработка со ЕБОР да ќе успееме да го објавиме повикот и после тоа да ги добиеме локомотивите. Рокот на отплата на заемот е 15 години, со вклучен грејс период од 4 години. Каматата е варијабилна, а парите ќе се враќаат на 22 полугодишни рати. Државата ќе плати еднократна провизија од 1% на ЕБОР. Условите под кои се обезбедени средствата, долгорочен рок на отплата, повален грејс период и конкурентна каматна стапка се во целосна согласност со нашата стратегија за одговорно управување со јавниот долг и обезбедување одржливи јавни финансии. Овие подобрувања дополнително ќе представуваат многу повеќе од технички надградби. Тие се стратешки инвестиции дизајнирани да ја подобрат ефикасноста, квалитетот и безбедноста на товарните железнички операции и ќе придонесат за намалување на емисиите на CO2 и ќе играат клучна улога во поддршката на тековната зелена транзиција на земјата. Пред подпишувањето на договорот, неделава собранието даде зелено светло на предлог законот за заемот. Мартин Арсов, Сител телевизија.
И од јавата нови вести, кога сме кај дочекот на новата година, таа прва ќе ја пречекаат жителите на Кирибати, островска држава на Пацификот, а потоа се Самоа, Тонга, Такелау и Нов Зеланд. Со оваа информација ги завршуваме вестите во 8 часот, следното издание во 9. Пријатно!